Добро ни дојдовте. Добро ве најдовте. А вие знаете во театар? Сте биле претходно на факултетот за драмски уметности? Не. Ги видовте нашите студенти, тие сите зборуваат во исто време, едновремено. Се загреваат. А во животот и во театарот треба прво еден да каже, па другиот да се сослуша. Значи, ова се нашите студенти, прва година, прв семестар и ова е нивниот прв испит. Прв пат на сцената ќе настапуваат, ќе полагаат испит. Ве замолувам да ги слушате внимателно, да им помогнете да положат со лесно. Темата на нашиот испит е македонска народна поезија, македонски народни приказни и делови од Светото писмо каде се спомнати македонците. Кога овие народни песни ги откри светот, Македонија немаше држава, но незината култура беше толку силна, тие се зачудија како еден народ кој нема држава има таква силна духовна култура. Во македонската народна литература се содржани сите изразни средства на современата литература. Дури некои изразни средства се детерминирани како словенската, односно македонската антитеза. Прашање и одговор, како во музиката. Рам пам парам пам парабадам, рабадам дарам дам дарам дам. Дал град по лињата житород не ги беше фатил, ни град по лињата житород не ги беше фатил, и така натаму, и така натаму. Значи, Македонија е една голема приказна, иако денеска слушаме разни притисоци, имало македонци, немало, има ли македонци? Има. Тука сме, пееме. Да не заборавиме дека вистинското име на Балканскиот полуостров претходно, до пред 115 години беше Македонски полуостров. На 27 март, со декрет на султанот, е преименувано името во Балкански, бидејќи тоа име го бунтувало народот. Но ние зборуваме за една македонска култура која има повеќе милениумска традиција. Тоа што го има во античките метрички стапки, во поезијата и во драмската литература, ние денеска фактички го играме во ората и во песните. Например, Хомеровата Илијада, напишана 1200 години пред доаѓањето на Исус Христос, го содржи дактилот. Рам, пам, пам, рам, пам, пам. Дактилот е најупотребуваната метричка стапка во современиот македонски јазик. Тоа е на рам, пам, парам, пам, парабадам, рабадам, рам, пам, пам, рам, пам, пам, рам, пам, пам и така натаму. И така ние со милениуми продолжуваме да пееме, да рецитираме, да играме театар, да победуваме со љубов, односно да биде светот поле за културен натпревар меѓу народите. Потоа ќе видите еден друг текст, Светото писмо, каде што се спомнати македонците, тоа е интересна литература. Значи, дури и во религијските текстови не може да се напише историјата на светот без Македонија. Македонија е навистина голема приказна, треба да ја сакаме, да пееме, да играме ора, да рецитираме поезија, да научиме убаво да зборуваме, да победуваме со култура, да почекаме некој што се плаши или што не созрел, да созрее духовно и да разбере дека само со љубов се победува. И ја знаете таа изрека, во Македонија немој да пееш, немој да играш, немој да свириш, ќе те надпеат, ќе те надиграат, ќе те надсвират. Но има уште нешто, немој ни да љубиш, оти ќе те надљубат. Браво, браво. Сега ви посакувам убава представа. Да им помогнеме на нашите студенти да положат со лесно. Со Господ напред, лесна и плодна сцена.
od rujното вино. Бре, Стојане, млад Стојане. Стојан иде од гората. 3 товара дрва носи. Дрва носи, свирка свири. Свирка свири, на свирка нареваше. Јој Боже ли, мили Боже, кам да сретна малка ја мома, применета, наредена, жълта китка на главата, с новастомна на ръките. Оште речта не дорече, да сретне малка ја мома, применета, наредена, жълта китка на главата с нова стомна на ръмота. Стој лудота се чуди. Јој Боже ли, мили Боже, или стомна да развија, или китка да иззема, или мома да целива. Јој Боже ли, мили Боже, стомна е на пазар за 2 аспри, китка е до пладнина, целивање до живота. Пригрна ga, целива ga. Мила моме црноока, сношти ми на кревашите. Кревашите мали порти. Порти биха отворени, двори биха разметени. Рекол, душо, да излезеш, да излезеш. Не излезе. Ја излезе момината мајка с фенербор на реките. Та ме фате брза конја. Јоди дури дома. Та ми кладе стол да стопна. Столо стои, тој не слева. И ми кладе леб да јада. Лебо зева, та не јаде. Та му тури чаша вино. Чаша дига, вино не пие. На Богом се верно моли. Јој Боже ли, мили Боже, ја подухна тихин ветер, да зароси дребна роса, да изгаси борината, да целива малка ја мома. Оште речта не дорече, ја подуна тихин ветер, да изгаси борината. Пригрни ga, целиви ga, меѓу нејни црни очи, на нејното бело лице. Вишо црноока, море чула си или не си да са дошли арнаути, голи, боси като псета, гладни, жедни като хрта. Всичките кондисаха, кој 2, кој 3, а вишени 9 души, слудо младо 10. Как ги виде виша мома, постеле мрогозина, те им фрли бел проскев, им кладе леб да јадат. Всички јадат, всички пијат, а лудо младо не то јаде, не то јаде, не то пие. Љуси ходи низ чардаци, та најде виша дека спие и пригрна ga, целива ga меѓу нејните црни очи, на нејното бело лице. Виша вели и говори, варај лудо, лудо младо ке те кажа на пашата. Кажи Вишо на пашата, ти си мени на душата, ке те кажа и на Кадија. Кажи Вишо на Кадија, ти си моја баш ракија, ке те кажа и на војвода. Кажи Вишо на војвода, ти си моја студна јода. Карафило, рано пиле. И га легнеш, дал ме сониш. Та што мисли да те сона? Ами јази сирак, што да река? Јуда легна, тебе сона. Че станахме до 2 пилца, до 2 пилца јаребици. Та летнахме, пролетнахме, кундисаме тука доло чаирити. Јало мудро не седохме, разбркаме дребно сено. Видоха ни косаджије, надигнаха остре косе. Та летнахме, пролетнахме, кундисаме тука доло пшениците. Јала мудро не седохме, разбркаме пшеницата. Видоха ни уракчије, надигоха срповите. Та летнахме, пролетнахме, кундисаме тука доло, а влозете. Јала мудро не седохме, сурониме бело грозде.
Дојдоха ни подарето. Надигнаха тенки пушки, разласкаха тенки пушки. Та летнахме, пролетнахме, отидохме тука долу крај реката. Јала мудро не седохме, разбркаме студна јода. Видоха ни бре момите, та ни нази распудиха. Гиди Рино, душа тој. Ангелина мој, јас отидо и дојдо. Тебе дома не најдо. Ју те најдо. Те најдо на горната механа. На долната механа со стоја, кехајата. Море да јадеха, да пиеха. Море рудо јагне печено. Рујно вино точено. Море да те фати од ръка. Од ракаво. Море доведо те до дома. Море да те кладо да седнеш. Море да јадеме, да пиеме. Море рудо јагне печено. Ројно вино точено. Море јас вечер, ти плачеш. Јас ти свирам. Ти плачеш. Море гиди срце дремливо. Гиди јочи плачливи. Море хајде да си мениме. Море тоето срце за моето. Море моето срце за тоето. Море тоете јочи за моите. Море моите јочи за тоите. Море ти не ми одреди. Не досочи проглед. Летај, пеперуго, од гора на гора, од поле на поле, слегоду у полето, припи ми се јода, најдо дивојка, тек јода налева, разлева. Потира и кова, не ми даде кова, ју ми даде стомна, еде јода блага, еде мома харна. Иди, мале, терај ми га. Ако ми гардат, мале, скоро да садојдеш, хабер да донесеш, сарај до ограда. Ако не гададат, мале, хабер да донесеш, сарај да сограда. Сини, мили сини, мајка отишла и дваш сину, и триш. Момините брати на мома не дават, мома на тебека. Јала ми Јано повам, крај моето десно колено. Нимој ме бре лудо задеваш. Мајка ми лудо при мене лудо, до мене. Пусни ја Јано при комшија. Тина ми Јала при мене. При мене Јано, до мене. До моето десно колено. Нимој ме бре лудо задевај. И башта ми лудо при мене. При мене е лудо, до мене. Пусни ја Јано на ниво. Тина ми Јала при мене Јано, до мене, до моето десно колено. Нимој ме бре лудо задеваш. И брата ми лудо при мене лудо, до мене. Пусни го Јано на гора. Тина ми Јала при мене Јано, до мене. До моево десно колено. Нимој ме бре лудо задевај. И сестра ми лудо при мене лудо, до мене. Пусни ја Јано при дружки. Тина ми Јала при мене Јано, до мене. До моево десно колено. Девојче мило хубаво, море ке се думахме наедно да вечераме, поблизу да се думаме. Оти ми мори не дојде. И јуначе луда гидио, дребна ми роса заросло, милна ме мајка не пустна. Седи ми керко ми ходиш, дребна е роса заросло,
ке ти истопе сајата, сајата маскалена. Лудо и порти затворило, девери куче пустнали. Седи ми керко ми ходиш. Девојче мило хубаво, море од Бога да најдеш, попиле хабер да пустнеш. Да ти допуснам кепето, да си завиеш сајата. Сајата маскалена. На Петрич е предена, на Софија ми е ткајана, на Бел ми Дунав белена. И ние сме деца на Македонија, и ние имаме право да живееме, и ние имаме право да живееме. Слобода немавме, справдини никакви, кога ги баравме, затвор се најдовме. Кога ги баравме, затвор се најдовме. Некое време имал еден многу богат човек и бил Джифирџија. Санким продава многу скъпи камења. И като му се собра многу стока, искаше да ја продаде. Тогаш чини некои два товара нешто. Земал со снего хизмекерот му, вјахнали на брзи коњи да појдат на чузда земја далечна, да продават джифаирите му. Джифирџијата имаше еден харен табијет. Лукога да отиваше на некоја трговија, ки се простеше со стајфата му. И тогаш така чини. Се прости со жената му, со децата му и тргна со хизмекерот на пътот да отиваат. И като отиваха двата, хизмекерот се гледаше да најде некој скришно место, да го утепа, да го укълви господарот му. По неколку дни стигнале на еден Балкан, натре, на една гора, штото селено небо се гледало. Кога виде хизмекерот такво место скришно, заеднош излезе од конјот, го фати на господарот му со скамења, го биеше по главата, удри, го утепа. Тогаш тој зема джифаирите и коњите и побегна да ги искаше. Го остави Джифирџијата на пътот, утепа. По неколку дни проминале негови селани. Зеле еди таму го зариле. Потоа отишле на пашин конак. Дале хабер на пашата. Пусна пашата људи да тера кој го утепа. Кога дознаа жената му и децата му, тие отидоа кај пашата и му велат: Паша Ефенди, ние татко ни од тебе го искаме. На твојата земја се загуби, ние не знаеме друг. Тогаш пашата му вели: Сабор чинете, синко. Јас пуснах људи да терат. И така, пашовите људи отидоа на дома с мајка им плачеха без милост. Пашовите људи колко тераа, ама некои не можеа да фатат. Се врнаа назад. На пашата му велат: Аман Паша Ефенди, колко терахме, ама некои не можахме да фатиме. Ниту джифаири најдохме, ниту хизмекерот, ниту кој го утепа. Пашата като чул така, многу се разлути на људето. Хизмекерот като го утепа, отиде на далечна земја. 3-4 години оние джифаири, оние камења ги продаде. Зема многу пари, се чини многу богат, од господарот му повеќе. И като се чини тептил со златни дрехи, ама и толку вак промина појде на оној град штото пашата седеше. Се случи еден ден, пашата се разболе и умре. После се чудеа кого да кладат паша. Преко едни богати меѓуни, ајде да кладиме тоја банџи еден паша, зашто е многу богат. И така чиниле.
Го клале паша. И като влезе тој бил многу сар, фатил многу харам, се причул на сичката земја веќе. Е като чула за тоа Џиферџиовата жена, неговата господарка стана, отиде до него и стои така права и му вели. Аман паша ефенди, јазика имах еден маш и бил Џиферџија многу богат. Од 5 години напред со хизмекерот отиде да продава џифајри и не знам на патот го утепа. Та ниту хизмекерот се виде оште еднош, а ниту џифајри. Ти се молам да пустиш људи, да пригледаш, да фатиш некој од оние људи што го утепаа мъжот ми. Тогаш тој, като чу така од господарка му, многу се пожали и рече на неа: ајде жено, ти отидвај си на дома ти, та јазе ке се мъчам да фатам некој. И жената отиде на дома и тој пустна људи. Отидоа да тераат некого да фатат. И они отидоа на една чузда каза, фати еден сиромах човек од нивата му како одеше и му велат: а бре ти, зошто го отепа оној Џиферџијата тогаш на гората? Ајде ела сега ти иска пашата. Тој сиромах се почуди, од страх не знаеше што да одговори. И така го собраа се имените, го закараа на пашов конак и го затворија на занданот. И кога се собра мезличот, тогаш го извадија и сиромахот од занданот. Го закараа пред пашата и се имените кажуваат: паша ефенди, ние тој човек е што го фатихме. Тој што го отепа Џиферџијата на гората и му изема џиферите. Тој сиромах се стресе и не знаеше што да одговори. Стана пашата од столот, отиде при сиромахот и стои со скрстени раце като харамија, да фати да му вели на оние људи што седеа на мезличот. Им вели тој со затресен глас и со срасипан образ: Господари, денеска ви кажувам и приказувам пред вас, че тој сиромах нема некој кабат. Он што го утепа Џиферџијата му беше хизмичар. Ами јас му бех хизмичар. Ами ѓавол така ме дупна, ми расипа душата ми чалди сумот, ми ме пъхна, го отепа господарот ми и со неговите пари се чиних многу богат. Како като ме гледате се чиних и паша. Ама ви кажувам, че еден ден од тогаш не можех да видам Белден. Зашто кога си numувам како викаше господарот ми кога јас го бие со скамија да го тепам, и од тогаш не е кабил секоја вечер да не дојде на спањето ми неговата крв да ме вика. И затоа се расчудих и ви кажувам денеска. Бладзе му на оние што работат дење и ноќе, и со смъките што се добиват и хранат. И проклети оние човеци што те земуват чист хат като мене што отепа господарот ми за да се чинам богат. Като чука таква оние људи што седат на мезличот, му рекоа на пашата: кој те научи паша ефенди да чиниш така ѓаволот? Тогаш сиромахиот го пуцна, си отиде на селото му. Пак пашата таму остана како мрамор, умра од срам, му даде душата на Бога. Тогаш стоката, џифирите, сичките ги дадоа на Џиферџовите деца. И така остана приказ да се прикажува на светот. Едно време имаше еден човек многу синови и не знаеше некако како да им се кара. Като видеха, че татко им не знае да им се кара, фатиха се чиниха безумни. Не знаеха на еден вол плева дадава. Като вида така мајка им, една вечер, като легна да спие со мажот, му вели: мажо, ти нака тие деца, така како си ги научил, некој пат ќе те устрамат и од сега да фатиш да им се караш. Тој нака и вели: мари жено, како да им се карам што ми се мили сички. Пак тя нака му вели: ти се мили, ама ќе те устрамат некој пат. И понеже, като беше многу их ти баралија човекот, му идеха многу гости на дома му, секакви људи. Еден ден се случи да дојде кадијата во неговата кшта, за некоја селска работа. Вечерот, като седнаа со кадијата моабе да чинат во една одаја, дојдоха и двата му синови, да чујат што врева двата. Кадијата, като не беше навикнал да има такви малки деца пред него, зашто удроманех они секакви лафови, го натера чорбаџијата да ги изгони децата оттаму, да не чујат што врева двата. Чорбаџијата, като ги имаше децата угалена, му рече: оди, синко, одете во другата одаја, при мајка ви. Тие не сакаха да идат, почнаха да плачат. Тогаш кадијата му рече: ах, чорбаџи, ги немаш харно учено тие деца, та сега те устрамват. И тој: ами како да чинам ефендите што се научиха така.
Тогаш кадијата му вели, кога ќе чинат некој кабајет да ги биеш, да ти имат страхот. После дојде време за да вечера кадијата. Му докараха се уми, ајде му докараха софрата. Тогаш кадијата му вели на чорбаджијата, ела бре седни и ти на касосмена да јадеш. Тој му вели, ами да дојдам ефенди, ама људа ме видат децата и тие ќе дојдат. Кадијата пак му вели, па нека дојдат и тие. Тогаш седна чорбаджијата на софрата со кадијата. Дојдоха и децата му, седнаха. На кадијата хич му се нагледаше харно, ама што да чини? Ајде като вечераха, едното дете прдна на софрата. Тогаш кадијата е разеди и стана од софрата, зема едно дрво, му даде едно биење на чорбаджијата што се собраха сичките комшии, не можеха да го куртулисат. Сад на кадијата на друга една кршта комлиса. Чорбаджијата стана сетника, фати сичките му деца, та ги без милости мра фатиха да се оплашуват и да имат страх од него. Тогаш жената му вели, бре мъжу, ти кажах јас понезаче ќе те устрамет пред човекот. И тој, като беше многу ихтибарлија човек, како го е бил кадијата, го било срам не излева пред човеците. И така од јад се разболе и од мра дни сетне умре. Децата му се зарадваха, че умре. Го зариха и од неколку дни сетне големиот син беше мра по акълија, зема воловите, отиде на нивата, фати да оре. И като упрегна воловите, отиде на нивата, фати да оре, отиде 3-4 бразди, ето ти едни хајдути. Излезоха од орманот, го земаха детето зашто го знаеха, че беше чорбаджиско и му велат. Абре, синко, нему имаш грижа, ми те е страх. Ние не ти чиниме ништо на тебика. Љуке пратиме хабер на татко ти да ни прати пари и да те пуснеме тебика. Тогаш детето фати да плаче и им вели, побрати ми, вие да сте живи и здрави. Татко ми веќе нас не чека на друг живот. И тогаш они му велат, што бре, синко, дали умре татко ти? И тој им вели, умре, ами што чини? Туку оставете ме да идам дома и то утре да ви докарам пари колку сакате. И тогаш го пуснаха и тие без да му чинат ништо зло. И му рекоха утрината да му докара 3000 гроша. Тој зема воловите, отиде дома. На мајка му каза сичко. Мајка му заедно фати хизмичар за чифитот и уште еднош не пустна ниту пари, ниту дете по вънката. Тијанка ги чини децата толку мъдри, што то беха като јагнета. И много страх имале од неа. Ама не промина многу време, на еден ден измреха 4 деца. И саде 2 беха останале живи. И жената немаше никое утешение, љуката ден плачеше со се глас за децата ѝ. Едно време имаше 2 брата. Излезоха да се шетаат. Отидоха во бајрот. Таму најделе 2 корена смокви. Едниот корен имаше саледна смоква. Поголемиот брат ја зема смоквата и ја изеде, на помалкиот иштак му остана. Като тој некада не може да куси од таа смоква. Тогаш тој му вели на поголемиот: брате, ајде ти иди си дом. Јас ќе останам тука и ќе чекам дур на другата година да чинат смоквите. Ами јас да накусам од тие смокви од иштак ми остана. Сакам, брате, немој остануваш тука, че лошо ќе налетиш. Тој нака не послуша. Остана тамука. И брат му го остави и си отиде на дома му. Тој нака, като останал таму во бајрот, понадолу имаше едно мало езеро. Појде при езерото, седнал на крајот и ги чу жабите како крекаа. Му се виде харно тамука, сакаше и тој нака да се научи жабин јазик да вреви. И тоа што милуваше му даде Бог. Се научи харно да вреви жабин јазик. И времето минуваше и минуваше. Помина цела година. Смоквите повторно расцветија и чиниха многу смокви. И кога зема од едната смоква и ја накуси, од човек се чини добиток. Тогаш брзо зема од другата смоква и ја хапна. Се чини повторно човек. Тогаш зема од онаа смоква и се чини хекимџија. Појде по селото, шеташе пред касабите и викаше: "Хекимџија, хекимџија, кој сака стар мараз да излекува?" Така викајќи, тихи са пред царевиот конак. Царевата ќерка го чу дури од царскиот замок како вика. Излезе пред портата и му вели: "Господине, што продавате вие?" "Јас, за девојко, хем смокви продавам, хем сам хекимџија, стар мараз излекувам."
Девојката имаше стар мараз. Никој хикимџа во селото не можеше да познае што мараз беше. Ниту имаше некаков лек за тоа. Тогаш Тјанака зема неколку смокви и ги накуси и му вели: Господине, да не можете сега да познаете што мараз имам јазе? Тој вели: Да те видам, девојко. Тури ухото му в момин корем одгоре. И в момин корем чу како жаби од древиха. Ама не можеше да познае колку жаби беа. Една или две, или може би три. Тогаш тој мудро и вели: Девојко, јас за тебе излекувам, ако ме зеваш меника можеш да ме имаш. Тогаш таа му вели: Ако ти на каменика можеш да ме излекуваш, јас за тебе за мъж те земувам. Тој нака и вели: Отвори си устата. Тя нака ја отвори устата и тој нака фати да удреви жабин јазик. Им вели на жабите: Ој, сестро, излези навънката да видиш мајка ни што ни поклонила. Жабата като го чула нетре фати и излезе на устата. Тој нака брзо ја фати да не може да вика и вели: Оште колку жаби има со тебе? Таа му вели: Оште 11 има. Тогаш тој нака ја утепа жабата и фати брзо да удреви жабин јазик. И вели на другите жаби: Ој, сестри, излезете навънката да видите мајка ни што ни поклонила. Ама ако не сакате, седете доле, а јас веќе не влегвам в тоа смрдено црево. Жабите една по една фатиха да излегват сите. Тој нака ги утепа сите 11 жаби. Ја излечи царевата мома. Тјанака го држа ветувањето и го зева за маш. А ти беше царева мома, царот го назначи за негов престолонаследник. И така остана приказ да се прикажува на светот. Еднаш, кога одевме на молитва по патот не сретнен на слугинка со гатачки дух. Таа на своите господари им донесуваше големи приходи од гатањето. Одејки по Павле и по нас другите викаше зборувајки: Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Тие го навестуваат патот на спасението. Ова го правеше таа многу дни. Кога му здодеа на Павле, тој се сврте и на духот му рече: Ти заповедам од името на Исус Христос. Излези од неа. И излезе во истиот час. Знам да живеам и во скудност, знам да живеам и во изобилство. Научен сум на се и се што, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум, и во немаштија. А се можам преку Исус Христос, кој ме крепи. Но добро направивте што зедовте учество во мојата скрб. А знаете и вие, Филипјани, дека уште во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога отпатував од Македонија, немаше ниту една црква нешто да ми даде или нешто да примам, освен од вас, затоа што еднаш и по втор пат ми пративте нужни работи. А ова го велам не дека сакам да ми давате, туку го барам плодот кој се умножува во ваша полза. Кога го слушнаа тоа, се исполнија со гнев и почнаа да извикуваат велики: Велика е Артемида Ефеска! И целиот град се побуни. Еднодушно се втрчаа во театарот, влечејќи ги со себе македонците Гај и Аристрах, Павловите сопатници. А кога Павле сакаше да влезе меѓу народот,
учениците не го пуштија. Исто така и некои од азиските началници. Бидејќи му беа пријатели, испратија кај него и го молеа да не се појавува во театарот. И така, едни извикуваа едно, други друго, бидејќи меѓу насобраните владееше безредие. И повеќето не знаеа зошто се беше собрал народот. А кога се сврши тоа, Павле науми откако ќе мине Македонија и хајде доди во Јерусалим. Па рече, штом ќе бидам таму, ќе морам да го видам Рим. И во Македонија прати двајца своји прислужници, Тимотеј и Ераст, а сам известно време остана во Азија. Во тоа време се создаде голем бунт против патот Господов. Некој си златар по име Димитри, кој изработуваше сребрени храмови за Артемида и на занечиите му возможуваше со тоа немала заработувачка. Ги повика и нив, а и други работници кои работеа околу такви работи. Кога беше одлучено да отпловиме за Италија, Павле и неколку други затвореници ги предадоа на еден стотник по име Јулио, царската чета. Се качивме на еден адрамитски кораб кој требаше да плови покрај азиските места и така отпловивме. Со нас беше и Аристрах, македонец од Солун. На другиот ден стигнавме во Сидон и Јули, кој постапуваше со Павле човеколюбиво, му дозволи да појде до пријателите своји за да се погрижат за него. Ветровите дуваа спротивно. Моравме да пловиме по заветрината на Кипар. И откако стигнавме до Мира Литиска, го препловивме морето покрај Памфилија и Памфилија. Кога стигна времата, Павле ги повика учениците. И откако им даде многу упатства, се прости со нив и тргна на пат за Македонија. А кога ги мина оние места и им даде многу упатства на верните, пристигна во Грција. Таму престојуваше 3 месеци. И бидејќи јудејците направија заговор против него, кога сакаше да отплови за Сирија, реши да се врати преку Македонија. До Азија го придружуваше Сосип Тарпиров од Верија, а од солуњаните Аристрах и Секунд, Гај од Дерва и Тимотеј, и од азијците Тихик и Трофим. Ќе дојдам кај вас, откако ќе ја поминам Македонија. Зошто низ Македонија само ќе минам. А може би кај вас ќе се задржам некое време, па дури и да презимувам. Та вие да ме придружувате на секаде каде што ќе одам. Зошто не сакам веќе да ве видам само патен. А се надевам, доколку допушти Господ, меѓу вас да останам некое време. А во Ефес ќе останам до 50-ница, бидејќи за мене се отвори голема и за работа погодна врата, а противници има многу. Ако пак дојде Тимотеј, гледајте меѓу вас да биде безбеден. Никој да не го презира, туку испратете го во мир, бидејќи го очекувам со браќата. А што се однесува до братот Аполос, многу го молев да дојде кај вас, но не можеше сега да дојде. А ќе дојде. Ќе дојде кога ќе биде погодно. А кога тие престана, тогаш прозбора Јаков и рече: мажи, браќа, слушнете ме. Симон изложи како Бог најнапред ги посети незнабожците, за да избере од нив народ за неговото име. И со тоа се согласуваат и зборовите на пророците како што е напишано. И потоа ќе се вратам, и пак ќе го подигнам паднатиот дом на Давид. И неговите урнатини ќе ги поправам и ќе го издигнам, за да го побараат Господа и другите луѓе и сите народи кои се наречени со моето име. Така вели Господ кој го прави сето ова. Преку ноќта
имаше Павле видение. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: "Премини ни во Македонија и помогни ни." По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. И така, откако отпловивме од Троада, стигнавме право во Самотраки, а на вториот ден во Неапол, а оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град римска колонија. Во тој град престојувавме неколку дена, а во саботата излеговме надвор од градот при една река, каде што имаа обичај да се молат. И кога седнавме и зборувавме на собраните жени, и една богобојазлива жена од градот Тиатир по име Лидија, која продаваше црвени ткаени, ни слушаше. И Господ го отвори срцето да внимава на она што зборуваше Павле. А кога се покрсти таа и нејзините домашни, не замоли и рече: "Ако сте ме признале за верна на Господа, тогаш влезете и живејте во мојата куќа." И не принуди.